и покрај ветувањето на министерот Алију, директорот Елези и градоначалникот Касами, за нашите работни места се поигруваат членовите од владеачките партии. Ние кои денеска стоиме овде, барајќи ја правдата и нашите ветени места, ќе одиме до крај, па дури и по цена да се растури овој конкурс. Сите ние сме со повеќе годишно искуство, не сме дојдени денеска како што се примените вработени од надвор. Во никој случај не сме ги злоупотребиле нашите работни места. Како што веќе знаете, сме работеле без плата, работиме без здравствено и пензиско осигурување, без одмори и без право на боледување и слободни денови. Директоре Елези, кога вие дојдовте на директорската позиција и седнавте на директорската фотелја, бевте првиот што ни ветивте решенија на нас, а доколку не успеете тоа да го реализирате, ќе напуштите директорската позиција. Министре Алију, кога дојдовте во нашата клиника да се состанете со персоналот на договор, бевте вториот што ни ветивте јавно дека ние кои стоиме до вас и сме со повеќе годишно искуство ќе имаме предност и дека после изборите ќе ги добиеме нашите ветени решенија. Градоначалниче Касами, и вие пред изборите дојдовте во нашата клиника и кажавте дека имате премногу влијание во болницата како татко на градот и ветивте дека ќе го добиеме ветеното. Како што може да видите, денеска повторно се собравме овде да протестираме и да ги бараме нашите права. Дали тие посети беа само да ги соберете потребните гласови за вашите позиции и сите ветувања беа лажни. Бараме да ни дадете одговор на ова прашање и да ни го дадете ветеното. Нема да чекаме друг конкурс, доволно чекавме. Требаше персоналот примен од надвор да го почека наредниот конкурс, а не ние. Не е фер да ги прекинувате договорите поради политички цели, како што го направивте со некои наши колешки. Не е фер да примате надворешен кадар без искуство, кога веќе го имате тоа и тоа обучен кадар и искусен. Имаме рентгенотехнолог со 3 годишно искуство, а примен е колега од надвор. Имаме медицински сестри од 6 години па до 10 години со искуство, фармацевски техничари, физиотерапевти, биохемичари, лаборанти, а вие примивте кадар од надвор. Ви предлагаме да ни ги трансформирате нашите договори во решенија и тогаш ќе се повлечеме и сите ќе бидеме задоволни. Доколку не ни излезете во пресред, тогаш како што ние ветивме ќе продолжиме со протести. Сега ќе се обратам конкретно за мојот случај и моето работно место. Работам во инсулинската аптека 6 години, конкурирав како фармацевски техничар. Бев поддржана и пофалена од моите претпоставени колеги кои се во Комисијата за здравство на Општинскиот комитет Тетово. Не сум била, не сум и нема да бидам член во ниедна партија. Членови од владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ ми посочија за да бидам сигурна дека ќе добиам решение да почнам да одам на нивните состаноци и да извадам партиска членска книжка. Еве јавно ќе ви се обратам дека тоа нема да се случи. Нема да бидам никаков партиски војник што ќе го примите на работа и од него да барате услуги. Не може некој председател на месен комитет да одлучи за мене дека нема да бидам примена на работа, а на моето место да ја примат сопругата од нивни сопартиец, кој е член на управниот одбор на клиничката болница Тетово. Ова е непотизам и е казниво со закон. Друг што е примен на местото што сум конкурирала јас е синот на главната сестра на нашиот медицински центар и е со едногодишно искуство, а јас сум со 6 години. Пред изборите сите ни ветуваа решенија. Ако ние ги гласаме нивните кандидати за советници, ако гласовите ги дадиме за сегашниот градоначалник да го продолжи мандатот, агитираа на мојата врата со зборовите: гласајте за нас за да добиеш решение. Дали треба партијата да се меша во здравството и да го брка персоналот со долгогодишно искуство и да прима нов и неискусен кадар кој ќе се игра со човечки живот е прашање што ќе го поставиме до нашиот премиер Христијан Мицковски, министерот за здравство Алију, директорот на клиничката болница Тетово Елези и градоначалникот Билјал Касами. И за крај, прашањето до горе споменатите. Бидејќи нашите работни места зависат од партиите и председателите на местни и општински комитети, зошто ние сме се школували и сме иделе на практична настава и дали нашите деца да ги отпишеме од училиштата и да ги пријавиме во местните комитети за понатаму да ги чека сигурна работа?